Kilometri brojam далеку од себе, километри одам далеку од тебе. Лачо, ти благодарам што ќе бидеш повторно дел од Backstage, прв пат за оваа 2025 година. Имам чувство како некако да беше во медиумска илегала и често знаеш да кажеш дека кога едноста сакаш да се појавиш само кога има вистинска причина за тоа. Ќе се согласиш со мене дека токму денес имам и повеќе од одлична причина, а тоа е твојот концерт кој веќе во најава ќе се случи на 7 март во арена Борис Трајковски. Кажи ми кој беше клучниот момент што те натера на ваков чекор? Предпоставам дека помина подолг период од од претходниот концерт што беше во Борис Трајковски. И поради интересот можеби публиката каде што цело време баш го потенцираа тој момент кога пак. Можеби се погоди добар момент баш 7 март кога е ден пред 8 март, денот на жената, денот на мајката, да биде баш во сабота и заеднички со тимот рековме зошто да не, ајде нека биде тоа тогаш. Баш убав месец и баш и тој период кога го правевме претходниот концерт беше баш во март, некои 2 недели после 7 март, 23 март беше тоа. И можеби е добро време да се повторат некои песни и да се слушнат новите траки кои што се промовираа после концертот, па зашто не се слушнат и оние песни кои што се трудиме да се спромовираат сега овој период. Така, од оние информации кои ги имам и од оние работи кои ги знам, а верувам дека знам многу. Знам дека постојано си затворен во студио, работиш на нов материјал, работиш на нови песни. Дали ќе ги слушнеме тие нови песни на концертот и дали станава збор за некој нов звук или ти си го држиш оној твој препознатлив стил? Па генерално можеби немам некој класичен звук кој што го форсирам, туку едноставно имам мој стил кој што ги интерпретирам песните, го имам оној препознатлив звук кој што го има во самите песни како продукција, но сепак најдуваме можност да направиме секако спектар на песни каде што може секој да се пронајде и од по-младата па по-возрастната публика. Така да се пробуваме генерално во сите аспекти да се пронајдиме, така да ќе имам нови песни, па здравје доколку станат можеби препознатливи ке публиката, претпоставам се надевам дека ќе станат, ќе ги интерпретираме и отсвириме и на концертот во живо заедно со мојот бенд. Така, меѓу сите тие песни кои ги подготвуваш, има и неколку дуети, знам дека нема да ми откриеш за колку точно станува зборна. Кажи ми како ги бираш луѓето со кои сакаш да снимиш песна? Па не бирам јас ништо, едноставно си се редат коцките. Јас кога би снимал генерално со сите да можам да направам дуети и не само дуети, туку трио, октети. Зошто не е убаво да си има соработка. Посебно ми е драго што последниот период некако македонската музика некако се мириса дека води во експанзија како во минатото, каде што се прават нови песни, изведувачите се со полн елан, има многу концерти и баш ми е мило да можам да направам дуети, конкретно би ми значело и било мило да направам со сите. Mi fali, toј мис на Јоргова ми fali, toј мис мене душа да ми гали, mi fali, за вели ден јас да си дојдам, mi fali да сум дома, mi fali, toј мис на Јоргова mi fali, toј мис мене душа да ми гали, mi fali, за вели ден јас да си дојдам, mi fali да сум дома. Има уште 4 месеци до концертот, верувам дека веќе почна со подготовки околу истото. Дали може да очекуваме некои гости и од Македонија и од надвор од Македонија? За сега, како што кажавме, ќе имаме специјални гости. Нормално, чекор по чекор ќе ги откриваме кои се тие. Убаво е да си има, зашто не гости
и од тука и од надвор. Све е добре дојдено кога има добра музика, луѓето ги повикувам да си поминат, да дојдат за да си поминат убаво. Ќе биде весело генерално, ќе биде нешто поразлично од претходниот пат. Ќе има нормално и танчевски групи што ќе помогнат на сцената. Дел од моите песни ќе има нешто и некои комбинации со некои освежителни моменти. Сцената ќе биде интересна со повеќе светлички ефекти и така натаму и така натаму. Влече, започнавте кампања на социјални мрежи, кажи ми повеќе околу истото. Да, веќе многу видеа имаме добиено каде што ги пеат, ги свират моите песни и баш ми е мило поради тоа. Со моментот кој го објавивме, моментот дека ќе има концерт во март, на 7 март, почна видеата, така да слободно можат да ни праќаат на Инстаграм, на социјалните мрежи, на Facebook и било каде, секој кој што би сакал да свири, би сакал да пее, дел од моите песни слободно нека ги пуштат и ќе направиме колаборација и добрите ќе ги ставиме на социјалните мрежи. Мој Вардаре, кажи ми, кажи Вардаре, колку ли криеш во себе, истини некажани. Кажи ми, кажи Вардаре, те молам, кажи Вардаре, со векови, колку ли сози криеш ти, колку ли сози криеш ти. И двој го чекам на 7 март, верувам дека тоа ќе биде вистински спектакл. Во последниот период успеа да зачуваш приватноста далеко од очите на јавноста. Стана татко, одлучи тоа да го скрие од јавноста и ни да го испочитува тоа, ја испочитува твојата одлука. Зашто се реши на таков чекор да го криеш тоа од јавноста? Сакаше да си го зачуваш мирот или едноставно сакаше да си го зачуваш за себе тој семеен момент? Генерално, јас ги почитувам и вас медиумите, сите медиумите кои што го испочитува и тој момент. Генерално некако работите не ги ставам воедно, посебно кај мене, може би грешам. Обично фамилијата, семејството некако си ги чува може за себе, каде што таму имам посебна енергија, каде што таму сум свој на својата, не викам дека и во овој момент сум свој на својата, едноставно кога се роди Марко, некако можеби е подруг Владко, јас сум цело време со него, се дружам со него генерално и некако ми е, можам да кажам, и побав и подобар живот. Со оглед на тоа што сме при крај на 2025 година, ќе се согласиш со мене дека оваа година на сите ни остави лузни, се случи тоа што се случи и ги изгубивме ДНК, твои блиски пријатели. Црно сценарио кој што не требаше воопшто да се случи. Искрено мене ми е многу криво за сите оние жртви, за сите оние семејства кои што ги поминуваат овие периоди од животот. Многу ми е криво за Андреј, за Панчо, за целата екипа што беа таму и што оставија голем белег на сите генерално. Мене ми беа многу блиски пред те пријатели, другари, секогаш што слушавме за буквално за се, зарно за лошо се поддржувавме. Никогаш само да не се повтори ова и секогаш ќе останат на нашите срца. Лаче, ти благодарам за овој убав разговор. Си гледаме на 7 март во Арена Борис Трајковски, каде што Бекстејдж ќе биде во првите редови за да пренесат целата атмосфера. Благодарам и на вас.